кратки најави за денешниот дневник. Вонредни инспекцијски контроли на станоиздавачите и хотелиерите. Со изложба Македонија во светот на хералдиката започнуваат винденските чествувања. Хидробиолошкиот завод со поддршка од Министерството за образование и наука ќе спроведува ливнолошки истражувања на Охридското езеро. Горна Белица прераснува во туристичка дестинација. Билтенот на СВР Охрид преполн со физички пресметки. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Дуваше засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура се искачи до 26 степен Целзиусов. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време со пад на ноќните температури. Во петок над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во Северна и Централна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, особено во централните делови на Европа и областа на Алпите, каде што се очекуваат обилни врнежи од дожд и свежо време. Во јужните делови од континентот ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност, со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Во петок во крајните северни, источни и јужни предели на Балканот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. Во останатите предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 26 до 33 степени. Во Македонија во петок по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 19 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат од 24 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок по свежото утро со утринска температура од 15 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и ветровито време со локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во сабота и недела по свежото утро со температура од 14, односно 16 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 28, односно до 29 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развена нестабилност, која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 23 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд,
кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ.
Засилени инспекцијски контроли во екот на туристичката сезона во Охрид. Инспекторите по туризам секојдневно вршат надзори на хотелите, камповите, приватните станоиздавачи и туристичките водичи. Сивата економија во туризмот е намалена, но не искоренета. Инспекторите по туризам вршат засилени вонредни инспекцијски контроли на брегот на Охридското езеро. Се чешлаат хотелите, станоиздавачите, вилите, камповите и туристичките водичи. Сите се должни да ги пријавуваат гостите и да плаќаат туристичка такса која изнесува 40 денари на ден по турист, но и данок на остварените приходи. Собствениците на станови не смеат да сместуваат гости без да се регистрирани за таа дејност, а за изнајмениот стан на роднини и пријатели треба да платат. Ослободени се само гостите до прво колено. Минатата сезона имавме казни на приватни станоиздавачи кои што сме виделе дека не биле, значи првично како мерка што ја користиме по законот за инспекцијски надзор е опомена. Меѓутоа негде кај што сме добиле докази или сознание или сме увиделе при вршење на надзорот дека не е тоа веќе за опомена, тогаш се изрекува глоба. Глобата е од 100 до 250 евра за физичко лице зборуваме. Секојдневни контроли се вршат и на странските групи туристи кои се должни да ангажираат локален туристички водич. Затекнати се странски водичи кои сами го презентираат Охрид, но и со фалсификувани легитимации. Охрид има регистар на туристички водичи со завидна бројка. Може да се деси, да сум искрена, да се провлече некоја група, да не именувам од кои држави, може да се деси, дури за жал се заприметуваат некои импровизирани легитимации, кои што ако се затекнат на лице место, веднаш се изрекува глоба. Тоа е од 100 до 250 евра во денарска противвредност. Сивата економија во туристичкиот сектор е намалена, но се уште е присутна. Дел од станоиздавачите не ги пријавуваат целосно туристите, но има и такви кои воопшто не се регистрирани за таа дејност, сместуваат гости, а не плаќаат никакви давачки. Со изложбата Македонија во светот на хералдиката започнуваат општинските чествувања за Илинден. Со свечена програма, Општина Охрид ќе го одбележи 2 август, Денот на Републиката. Програмата започнува вечерва во 19 часот и 30 минути во лапидариумот кај спомен куќата на Робевци со изложбата Македонија во светот на хералдиката. Утре од 20:30 часот во селото Велгошти ќе се одржи културната манифестација Ноќ спроти Илинден, каде ќе се положи цвеќе пред спомен обележието на илинденците, а ќе има и културно-уметничка програма. Истиот ден од 21 часот кај црквата Свети Илија во село Рамне ќе се одржат традиционалните илинденски средби. Во сабота, 2 август, во 10 часот ќе биде положено цвеќе пред спомен обележијата на илинденците во градскиот парк, а потоа кај Прентов мост. Од 11 часот во селото Плаќе ќе се одржи историски час, пошто е предвидена и културно-уметничка програма. Вечерта од 21 часот во селото Елшани ќе се одржи и Линденска вечер. Од локалната потенцираат дека свеченостите се и во чест на трите големи јубилеи, 120 години од смртта на Христо Узунов, 150 години од раѓањето на Кирил Парличев и 150 години од раѓањето на Методија Патчев. Хидробиолошкиот завод Охрид доби поддршка од Министерството за образование и наука за проектот Лимнолошки истражувања на Охридското езеро. Охридскиот хидробиолошки завод е дел од 8 јавни научни установи од земјава, кои со поддршка на Министерството за образование и наука од 23,7 милиони денари, 2 години ќе работат на истражувања од висок стратешки национален интерес за Македонија. Јавната национална установа Хидробиолошкиот завод Охрид доби поддршка од Министерството за реализација на нов научно-истражувачки проект Лимнолошки истражувања на Охридското езеро. Продолжуваме посветено да работиме на истражувањата и заложбите за заштита на Охридското езеро, нашето природно наследство и екосистем од непроценливо значење, велат од Хидробиолошкиот завод. На последниот конкурс, објавен од Министерство за образование и наука, посветен на јавните научни установи, ние добивме проект вреден 3 милиони денари. Тој проект се однесува на лимнолошки истражувања на Охридско езеро, затоа што ние баравме токму таков тип на истражувања, кои ќе дадат еден континуитет во истражувањето на
Охридското езеро не само на квалитетот на водата, туку и на неговиот биодиверзитет. Морам да потенцирам дека овој проект всушност не е само следење на состојба, односно класичен мониторинг, туку тоа е научно-истражувачки проект кој што опфаќа широк спектар на анализи од сите аспекти кои што ги покрива Хидробиолошкиот завод. И секако тука е длабоко навлезена и научната компонента, следење на популација и одредување на нивната состојба моментална. Министерката за образование и наука Весна Јаневска рече дека науката и истражувањата го дават најдобриот одговор на предизвиците. Затоа при креирањето на буџетот одлучивме дека приоритетни е стимулирање на домашната мисла како влог во иднината на државата. Го поттикнуваме користењето на целокупниот национален потенцијал, интелектуален, технолошки и човечки, за да обезбедиме напредок и конкурентност на државата, нагласи Јаневска. Хидробиолошкиот институт е основан во 1935 година, чија главна цел е лимнологијата на езерата и реките во Македонија, со посебно внимание на Охридското езеро, кое е најстаро во Европа и најголемо и најдлабоко во Македонија. Струшкото село Горна Белица прераснува во туристичка дестинација. Нема постојани жители, но има голем број вили, апартмани и хотели. Ќе се гради ски лифт, жичара и ски стази. Горна Белица развива рурален туризам. Струшкото село издигнато високо на падините на Јабланица, помеѓу боровата шума, денес нема постојани жители. Тоа е современа викенд населба со голем број апартмани, вили и планинарски дом, со инвестиција од диаспората. Комплетно е обновено поранешното одмаралиште во собственост на црквата, денес првиот хотел. Селото привлекува туристи со прекрасните видиковци кон Охридското езеро, кои одземаат здив, мирот, тишината, чистиот воздух и посвежите летни температури. Како дете доаѓавме овдека на припреми со караорман, со рака струга. И неограничени се можностите и мислиме дека тоа. Првичната идеја беше и желбата да го вратиме детскиот џагор во рурална Македонија, во Горна Белица, исто како што растевме ние. За привлекување туристи во зимскиот период ќе се гради ски лифт, жичара и ски стази. Набавена е опрема за чистење и одржување на патот во зимски услови. Планинарење, параглайдинг, со точкови, возење на точкови и се тие можности. Сега, како што кажав, набрзо се надеваме и спортски игралишта се во план да се изградат и ски лифтот, и жичари. Све повеќе и повеќе луѓето бараат мир, спокој, тишина и исто прошетки низ природа. По селото има локален музеј за влашката популација која живеела на овие простори. 4 цркви, 1 џамија и 2 археолошки локалитети. Се смета дека било попатна станица на Вија Игнација. Билтенот на СВР Охрид препон со физички пресметки, семејно насилство, одземена марихуана и сообраќајни незгоди. 3 физички пресметки се случиле вчера во Охрид, при што интервенирала полицијата. Во гостителски објект лоциран на плоштадот Свети Климент Охридски дошло до тепачка во која 25 годишна српска државјанка со нож нападнала 49 годишен охриѓанец. Двете лица се приведени, а по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. Во 3 часот и 50 минути во СВР Охрид пријавено е дека на улица Наум Охридски нарушен е јавниот ред и мир со физичка пресметка во која учествувале неколку лица, а со повреди се здобил 21 годишен скопјанец. По преземени мерки во врска со настанот, полициски службеници лишија од слобода 2 лица од Скопје на возраст од 19 и 20 години. Се преземаат мерки за целосно расветлување на случајот, пошто ќе бидат поднесени соодветни пријави. 2 часа потоа, околу 5 часот изутрината, пред казино лоцирано на улицата Партизанска, полициски службеници од СВР Охрид и единицата за брзо распоредување привеле 20 годишен охриѓанец поради нарушување на јавниот ред и мир со физичка пресметка со 2 малолетни лица од Скопје. Синоќа во 21 часот на булеварот Туристичка, патничко возило со скопски регистарски ознаки управувано од 69 годишен скопјанец удрило во малолетен пешак од Охрид. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Охрид. Во 21 часот и 25 минути на паркинг простор пред ноќен клуб лоциран во туристичкиот комплекс Горица, приведено е 21 годишен
годишно лице од Прилеп, во чие возило полициските службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид пронашле и одзеле марихуана. На паркинг просторот пред ноќен клуб лоциран во туристичкиот комплекс Горица лишен од слобода и 30-годишен жител од тетовското село Брвеница. При извршен преглед полициските службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид кај него пронашле и одзеле паковки со бела прашкаста материја. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. А на аеродромот Свети Апостол Павле, на излез од државата, полициски службеници уапсиле 40-годишно лице од Велика Британија, затоа што при гранични проверки во неговата чанта биле пронајдени одземени 3 куршуми и 4 чаури. Тој бил предаден на полициски службеници од Одделението за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија при регионалниот центар Запад за понатамошна постапка и по целосно документирање на овој случај. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.